Иако градежните активности кај источниот булевар се одвиваат побавно, во моментот при крај се работите за поставување на атмосферската канализација и се тампонира велосипедската патека. Ова неодамна го изјави градоначалникот на општина Кочани, Владко Грозданов. Очекуваме за источниот булевар многу брзо да започнеме со асфалтирање на истиот. При крај е Жикол со изведбата на атмосферската канализација. Во моментот на источниот булевар се тампонира велосипедската патека и за многу брзо време очекуваме да се започне со асфалтирање, со што тој ќе добие нов лик, а веднаш се префрлуваме на лентата која е во правецот кон Кочани, тоест во правецот од Виница на влез во Кочани. Околу изградбата на проектот Јужен булевар се појави нов момент кој се однесува на дислокација на неколку столба од електромрежата. Зафат кој чини околу 200.000 евра и е потребно време од 2 месеца. Инаку во меѓувреме се одвиваат работите околу подготовка на теренот, пошто се очекува да се интензивираат работите на тој дел од патната инфраструктура. Очекуваме од Ева на Македонија дислокација на неколку далеководи, како од Евана, така и од Мепсо. Евана има за задача да ја дислоцира 9, додека Мепсо 2 далеководи. И на мостот на Кочанска река се извршуваат одредени работи, односно се копаат подземните столбови и се вршат подготовки за поставување на потисниот цевковод. На мостот на Кочанска река помеѓу улиците Вера Которка и Лазар Андонов се работи, се копат подземните столбови и во моментот на цевководот не се гледаат градежните активности, но изведувачот е во атарот на нивите, кај што треба да се постави цевководот, потисниот цевковод, за кој исто така е капитален проект. Во меѓувреме од општината информираа дека работите се одвиваат непречено и дека овие, како и останатите проекти кои се започнати, ќе бидат завршени во оптимални рокови.